Градоначалниче, еве каква е состојбата во Радовиш 3 дена по големото невреме кое што го зафати Радовиш во утринските часови? Добро, јас лично сум задоволен, се надам дека граѓаните се задоволни од она што неве ние како општина и во сработка со сите институции од градот Радовиш. За релативно кратко време успеавме генерално да ја вратиме во нормална ситуацијата на целокупната територија на градот Радовиш. Санирани се наносите кои што беа на повеќе сообраќајници, приспособени се пристапите на оние споредни улички и генерално значи се санирани и дефеците кои што ги имавме претрпено во водниот систем. Луѓето од Раклиш веќе имаат вода, луѓето од Јаргулица, Покрајчево и Злево исто така. Во Равис имавме еден дефект на системот за водоснабдување и таму е саниран за релативно кратко време. Останува наредните денови да посветиме повеќе внимание на полските патишта, односно патишта кои водат до земјоделските површини на луѓето. Тука мислам на луѓето кои што имаат земјоделски посеви во течението на градска река, односно до манастирот Свети Архангел Михаел. Таму денес механизацијата работеше интензивно и се надаме да до утрешните часови ќе биде саниран и тој потек од патниот правец. Работиме на расчистување на полските патишта на атарот на градот Радовиш, како и на Раклиш и Оравица. Се префалуваме во Сорник понатаму да ги санираме полските патишта во Покрајчево и Јаргулица. Со еден збор, значи за релативно кратко време успеавме да ја вратиме состојбата во нормала. Во прилика сакам да искажам благодарност до сите социјални работници кои што се ангажирани во општина Радовиш за несебичниот допринос и апсолутно посветената работа од нивна страна, на екипите на јавното предпријатие Плаваја и особено и јавно да ги пофалам и јавно да ги се заблагодарам на вработените во територијалната противпожарна единица кои што деноноќно во сите 3 смени работеа посветено да го вратиме градот во една нормална, односно во ситуација во која што сите сме навикнати да го гледаме. Дали е лоциран основниот проблем од каде што се поплавува градот и дали е саниран? И дали е најдено решение да не се повторува исто? Ние недостатоците во функционирањето и исправувањето при вакви обилни врнежи го имаме нотирано уште претходно, но за жал како општина не успеавме да ги запазиме тие законски регулативи, да изготвиме проект, да објавиме постапка, иако сме во некоја напредна или завршна фаза. Овие денови очекувам, значи до крајот на некој оптимален рок да си дадеме до крајот на август месец, ќе распишеме и тендер за градба на атмосферската канализација, која што е всушност и клучниот проблем за поплавување на десната страна од градот и сите тие проблеми кои што не ги задава тој водотек или порој кој што го имаме кај стариот базен. Значи таа инвестиција некаде од 4,7 милиони веќе ја реализираме. Очекувам значи август месец и во големан дел ќе ги намалиме ризиците од евентуални наредни поплави. Исто така сега се преземени одредени помали зафати од наша страна за да ги регулираме овие води кои што се по течението на кеот од десната страна. Службите на Плаваја и на општината работеат со валет да направиме уште 1 до 2 испусти во самото речно корито и мислам дека во голема мера ќе превентивно делуваме за да спречиме евентуални поплави од обилни врнежи. Но знаете, природата е таа, климатските промени се такви да можеме само да се надеваме и да се помолиме да Радовиш биде заобиколен, па и да нашата држава заобиколена од такви поројни врнежи. Имате ли информација од јавното предпријатие Плаваја каква е состојбата на водата за? Да, се информираме секојдневно, освен тој проблем претходно што го кажав со пристапниот пат генерално и до земјоделските површини па и до водоводот на градска река. Мислам дека го саниравме тој потек. Генерално со водоснабдувањето граѓаните треба да бидат спокојни, значи немаме оштетување за наша среќа, за наше задоволство, немаме некои поголеми оштетувања, односно никакви оштетувања на водоводниот систем и треба да бидат спокојни, значи имаме здрава вода за пиење. Советот на општина Радовиш на ваша иницијатива одржа итна седница, што беше одлучено? Па по првичната констатација, после мобилните врнежи и увидот дека има направено навистина штети, одлучив да
презентираме една иницијатива до Советот да се свика итна седница. Благодарение значи на посветеноста и на председателот на Советот и на сите советници, таа иницијатива беше прифатена и мислам дека ќе биде од полза пред се на граѓаните на општина Радовиш. На самата седница се донесе одлука да се прогласи дека Радовиш е погоден од невреме, односно има елементарна непогода, се донесе таа одлука, која всушност одлука ни овозможува ние како општина ја ставиме во функција комисијата за проценка на штети при елементарни непогоди и таа е веќе ставена во функција. Еве во оваа прилика ја апелирам значи сите граѓани, сите домакинства, сите оние кои што имаат штети на своите семејни објекти, на земјоделските површини и општо значи било какви штети предизвикани од ова невреме, односно од обилните врнежи, посен вторник секој ден, односно посен вторник до петок во канцелариите на општината Радовиш од 7:30 во утринските часови па се до 15:30 да поднесат барање, а комисијата после тој период ќе излезе на лице место, ќе констатираме, ќе изготвиме елаборат и ќе ја запазиме целокупната постапка се до препраќање до второстепена владина комисија. На крајот, дали е саниран и патот кон манастирчето? Еве утре е празник, можеби граѓани. Па главен акцент во текот на денешниот ден ставивме токму на тој патен правец и сите тие верници значи кои што имаат традиција и сакат да бидат дел од прославата на манастирот Свети Архангел Михаел, утре слободно значи можат да се движат по тој патен правец.